Благодарам, председателе. Господја Мираковска, мислам дека во најмала рака несериозно и неодговорно да се поднесува интерпелација против пратеник, па макар тој и бил председател на некој работно тело во собранието, посебно кога доаѓа од партија и од коалиција која претендира да дојде на власт и која во моментов се декларира како најголема опозицијска партија. Меѓутоа, јас сметам дека тоа и не е основниот проблем заради кој што се правеше отпор за да се донесе закон за формирање на нов универзитет Дамјан Груев. Истиот отпор го имаше и кога се носеше законот за формирање на универзитетот Гоце Делчев, меѓутоа се покажа токму спротивното, дека со формирањето на универзитетот Гоце Делчев се постигна неколку цели кои што се од висок национален интерес за Република Македонија. Немам време сега да ги образложувам. Сега би се навратил малку на тоа што е отпорот за формирање на нов универзитет и тука јас се извинувам однапред на господинот Цугаревски што ќе го споменам и него. Тука е најголемиот проблем тоа што во последните десетина години, почитувани колеги пратеници, се донесени неколку измени во Законот за високо образование со кои што се направи обид да се подигне нивото на функционирање на универзитетите, посебно на ниво на кадровската поставеност и на ниво на квалитетот на наставата, наставни програми и така натаму. Во целиот овој период, сите промени што се направени наидоа на невиден отпор од академската фела. Последниот пат, кога се носеше, односно кога се расправаше за новиот закон за високо образование, се формира студентски пленум, професорски пленум, не знам какви пленуми. Знаете ли што е основниот проблем? Основниот проблем е тоа што се носеа нови правилници за избор во наставно-научни звања. Само со нови правилници, во кои што ќе има ригорозни критериуми за избор на наставниот кадар, ние ќе се качиме, господине Сугаревски, се извинувам уште еднаш што ви се обраќам, повисоко на Шангајската листа. Додека не се донесат правилници во кои што ќе се избира квалитетот, а нема да се избираат наставници кои што трудови не објавиле понатаму од Врање, а грото трудовите со кои што се избираат во наставно-научни звања се објавени на територија на Република Македонија во сомнителни списанија или во најново во предаторски списанија, колешки Мираковска, доминираат сега предаторски списанија и така се избираат наставниците на универзитетот Свети Кирил и Методи и на другите универзитети на територија на Република Македонија.